Почитувани гледачи, добро вечер, нов четврток, ново издание на емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Вечерва ќе зборуваме за ова. А ова е еден документ насловен Извештај од спроведениот мониторинг на работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. За оваа публикација вечерва ќе зборуваме со Светлана Мазгаловска-Вучетич, една од авторките на овој извештај. Госпоѓо Мазгаловска-Вучетич, добро вечер и добро дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, ви благодарам на поканата и секогаш со задоволство се одговарам на вашите покани. Така. На телевизија ВИС. На што се должи оваа публикација, госпоѓо Мазгаловска-Вучетич? Пред се овој труд или оваа публикација, како што кажавте, главен кривец е Сдруженијето за локална демократија, форумот на заедницата на општина Струмица, кој што го спроведуваат во контекст на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност на реформите кои што се прават на јавната администрација. И како овој проект за Граѓанска алијанса го спроведуваат Фондацијата за отворено општество и како и Евротинг, Центар за европски стратегии. Она што е важно е дека цел на овој проект Граѓанска алијанса е да се направи зајакнување на отвореноста и транспарентноста на јавната администрација. А конкретна цел на нашиот проект или мониторинг, како што вие и самиот кажавте, на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап на информации од јавен карактер, кој што понатаму во нашиот разговор, за да не го изговараме целото име, ќе ја ословувам како Комисијата, е да се мониторира практично работата на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, да се види незината улога и како и пристапноста до информациите од јавен карактер. Така, добро. Она што е важно да се каже, што е предмет на интерес на овој извештај или на оваа публикација? Конкретно, значи, она што беше наша работа на, како што и рековте, една од авторките, другата авторка е мојата колешка Даниела Тенева, со која што како независни консултанти на Сдруженијето за локална демократија го изработивме овој извештај, ни беше да ја мониторираме работата на Комисијата. Практично, да го направиме тоа од повеќе аспекти. Меѓутоа, за тоа да го направиме, ние направивме една методологија, која што методологија во консултација со нашите ментори, бидејќи кога и сами знаете се работат европски проекти, секогаш донаторите имаат своји правила, меѓу кои да имате со кои да се консултирате, своји ментори со кои може нели тоа да изгледа поевропски или онака како што треба, како што се пропозициите. Направивме методологија во која предвидовме десктоп и теренско истражување. Тие ни замерија, да речем така практично, на преголемата амбициозност, бидејќи многу работи ставивме за мониторирање. Опфаќа во десктопот, направивме да има истражување на достапноста на законите и законските акти кои што ја третираат оваа проблематика во нашата држава, потоа хронологијата како тие доаѓаат, нели, како се излегувале законите и законските акти, како и во делот на анализа на постоечките документи кои што ги имаме. Друг дел од десктоп истражувањето беше транспарентноста со која што работи Комисијата. Тоа го правевме преку испитување или користење на нивниот веб портал, кој што е достапен за сите. Меѓутоа, колку е достапен, како се користи, сето тоа го надополнивме со теренското истражување. Десктоп истражувањето имаше и анализа на работата на самата комисија, а тоа е комисијата работи со одржување на седници, кои што седници се подоставени жалби. Значи, сите оние граѓани, физички лица, граѓански организации, институции, кои што не можат да добијат одговор или на своето барање за информации, кои што се на листата за информации од јавен карактер, доставуваат жалби, имаат право, според законот за слободен пристап до информации, имаат право на жалба. Тоа се доставува точно до оваа комисија, која е регулаторно тело,
кој што го формира Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за именување. Сега комисијата се состои од 5 члена, има преседател, заменик и 3 членови, меѓутоа е добро да се знае дека има и редовно вработени секретаријат, во кој што има генерален секретар и други вработени кои што се грижат за редовната работа на самата комисија. Она што беше, освен ова десктоп анализа, која што најмногу ни помогна користењето на страницата, направивме и теренско истражување. За мене беше многу да речем некако грубо ќе звучи ако кажам посимпатично, меѓутоа поинтересно, бидејќи кога ги проучувате законите, закони се закони, нели хронологија, тоа е начинот на кој што се работи, надлежностите, сето е утврдено со закон. Меѓутоа според методологијата која што изработивме, ние направивме да имаме анкета, онлайн анкета на имателите на информации. За граѓаните кои што не го знаат тоа, значи мора да се во нашата држава комисијата има иматели на информации. Иматели на информации од јавен карактер кои се достапни на сите нас. Затоа ние го направивме да имаме онлайн анкета. Тоа беше едно предвидено, потоа имавме предвидено интервју на комисијата и на секретаријатот, како и фокус групи со новинарите и граѓанските организации. Меѓутоа, во делот на онлайн анкетата која што ја правивме на имателите на информации, беше предвидено да се направат, например, истражување кои што со претходно подготвени прашалници на 20 случајно избрани иматели на информации. Но она што беше добро и за нас како консултанти, па и за нашата организација за која што ние работевме, на предлог на менторите направивме онлайн анкета на сите иматели на информации кои што во Република Македонија се 1267 и при тоа користевме една апликација Google Forms, може да се користи и други апликации која што во многу нешто ја олеснува работата за сумирање на резултатите. Важно е што сме добиле од тоа, од самата анкета. Најголем дел од испитаниците кои што беа, тоа беше онлайн, пуштени беа по електронски пат, одговорија 450, значи некаде 35%, што до некаде е задоволително. Да, не треба тоа да не запре. Имаше многу прашања, не би одела директно по прашањата, можда покасно би се задржале. Во делот на интервјуто направивме интервју по договор со комисијата, заменик преседателот и генералниот секретар, значи да имаме мислење и на комисијата и на вработените, како и на фокус групи, кои што ги направивме во 4 града во Република Македонија, Струга, Скопје, Струмица и Штип, по 4 фокус групи од граѓански организации и 4 фокус групи од медиумите. Значи беше и вашата фела. Да, за тоа малку подоцна, имам и прашање и за тоа, добро. Она што ме интересира, можете ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа како го спроведовте овој мониторинг? Или тоа беше практично? Да, јас само ви набројав кои начини, меѓутоа интересно е до кои заклучоци дојдовме со самиот мониторинг. Од анкетата која што ја правевме онлайн на сите иматели на информации, која што е една непроценлива вредност како база на податоци не само за Сдруженијето за локална демократија, туку општо за граѓаните, за граѓанските организации и за многу други кои ќе имаат потреба тоа да го користат. Бидејќи навистина е реткост да направите анкета на сите иматели на информации. Бројот е навистина голем. Од анкетата која што направивме, изведовме повеќе заклучоци кои што укажуваат на тоа дека имаше и бројот на машки дали или женски испитаници не е тоа многу важно. Меѓутоа покажува дека има дел од испитаниците кои воопшто не соработувале со комисијата, некаде мислам дека бројката беше околу 49%, некои укажуваат на тоа дека 50% соработувале со комисијата. Меѓутоа на прашањето како би ја направиле, да речеме, по транспарентна
работата на комисијата, имаше различни одговори, кои што имаше и различни предлози, а на тоа дали доставуваат жалби до комисијата, најголем беше број на оние кои одговорија како не знам. А додека мал беше бројот на оние да или не. Меѓутоа, тоа беше онлайн анкета која бара поширока анализа за која ние можда би зборувале во некоја друга прилика. Интервјуата кои што ги направивме од со вработените и со председателот, заменик председателот, беа доста корисни, кои што на крајот на нашата анализа, мислам овај документ кој што вие на почетокот го прикажавте, овај труд, извештајот, е всушност токму од таа онлайн анкета, од интервјуата и од фокус групите. Беше многу битно да се слушне и мислењето, кога реков преамбициозно, рекоа менторите. За мене беше многу важно да го слушнеме мислењето, што мислат граѓанскиот сектор, колку они знаат, што е Комисија за заштита да слободен пристап на информација од јавен карактер. Што мислат медиумите, бидејќи вие сте тие кои најчесто имаат потреба од информација од јавен карактер, меѓутоа сега веднаш или одма, а не на пример да чекаат од оној законски рок кој што е пропишан со законот од 5 па до 30 дена. Да, тоа е и моето следно прашање, колку што ја знам, а и вие сами потврдивте, и новинарската фела беше опфатена со овој мониторинг. Да. Ајде зборот вас за тоа. Имате ли податоци колку медиумите, колку новинарите го користат тој слободен пристап до информации? Да, вака, значи правевме... И колку комисијата е експедитивна при барањето на тие информации? Интересно беше да се слушне мислењето на освен на комисијата и да се слушне и на фокус групите, а еве особено ќе се задржиме на медиумите. Оно што најмногу забележуваат медиумите на работата на комисијата е тоа зошто, например, и со нив правевме прашалници, каква е нивната соработка прво со државните институции во врска со добивањето на информациите. Новинарите викаат дека скоро во сите града беше, да речам, горе-доле идентично мислењето на новинарите. Нас ни требаат вика информациите веднаш и да бидат потврдени, а ние од институциите добиваме кратки, сувопарни и неконкретни информации. Так. Тоа беше забелешката на медиумите. Исто така тие забележуваат дека најчесто за да добијат информација користат лични контакти. Значи, нивни предлог беше да, бидејќи секој имател на информации има службено лице, кое што службено лице е задолжено за давање на тие информации. Меѓутоа, новинарите некако повеќе инсистираа да ги добиваат информациите директно од раководните лица или директно од оној кој што е одговорен за таа информација, за да може информацијата да биде навремена, конкретна и точна. Така. Дури имавме од еден ваш колега, мислам колешка беше од Штип, информација околу изборите, прашања за градоначалниците. И то во време на изборна кампања. Ние вика го доставивме барањето до комисијата за да добиеме информации кои што ни беа потребни во време на изборната кампања. Одговорот вика стигна после завршувањето на изборната кампања. Зошто ние тогаш вика нас кога веќе не е потребен? Кога не е потребен. Затоа и е важно скратувањето на времето за добивање на информацијата, меѓутоа тоа да не дојдеме до забуна, се однесува на државните институции, на институциите. А додека до комисијата се поднесуваат жалби. Жалби за неодговорени барања. Комисијата според своите надлежности на седниците кои што ги одржува, секогаш донесува решенија или заклучоци. Заклучок кога на барањето во меѓувреме е одговорено од страна на институцијата, а решенија кога не е одговорено или накнадно е одговорено или дополнително или воопшто не е одговорено. Добро. Кога сме веќе тука, оно што го знаме дека еден мој колега од ТВ-каналот ВИС беше предмет на тој мониторинг, така? Колку е тој задоволен? Наместо него да го прашуваме, прашуваме вас. Така, колку е тој задоволен од тој пристап до слободен пристап до информациите?
И вашиот колега го дели мислењето со неговите останати колеги од другите градови, дека информациите се кратки, сувопарни, ненавремени и дека се залага за побрз начин на добивање на информациите и смета дека, и тој беше еден од оние кои што смета дека е подобро директно од одговорните лица да се добиваат информациите отколку од службените лица. Оти не е редок случајот во Република Македонија да кога припребените информации од службеното лице, одговорното лице не ги подпишува. И затоа во делот на обуките кои што комисијата ги прави редовно на службените лица, се предвидуваат и обуки на одговорните лица, за да немаме такви разминувања. Така. Дури од кога зборуваме веќе ке фокус групите, од граѓанските организации, забелешките до некаде се совпаѓаат со медиумите дека многу често, значи, не ги добиваат потребните информации. Најчесто баратели на информации од јавен карактер се граѓанските здруженија за изработка на нивни проекти. Меѓутоа, сега во последно време расте и бројот на физичките лица кои што бараат информации од јавен карактер. И забелешка е дека тие не ги добиваат навремено и не ги добиваат конкретно и директно, него се е некако одоколу и дека најчесто користат своји директни врски или пак во Штип, мислам дека беше забелешката, многу пати вика не знаеме и како да го формулираме барањето, како треба да биде формулирано барањето, за да ја добиеме конкретната информација. Затоа и од нив потекна предлог да освен обуки на службените и на одговорните лица, се спроведуваат и на граѓанските организации. Зошто, например, спроведуваме обуки и ги обучуваме институциите. Како, например, сите граѓани да дојдат до тоа што е Комисијата за слободен пристап за информации, што е нејзина надлежност, што се иматели на информации и сите тие работи, бидејќи е тешко да ќе каже некој трибини или некој работи, меѓутоа на тоа треба многу повеќе да се поработи. Така. Добро, дали имавте соработка со комисијата како регулаторно тело и ако имавте, каква беше таа? Да, мислам дека за нас, особено за мене, беше важно, бидејќи ова тематика ја беше предизвик, прво морам да кажам, бидејќи мои области на делување се културата и социјалата. Меѓутоа, во еден период кога работев како менаџер во областа на културата, бев имател на информации, доставував извештаи до Комисијата за слободен пристап на информации, дури имав и прилика да имам инспекција од страна на генералниот секретар, кој што јас сега имав прилика да му направам интервју и навистина ми беше предизвик соработката со нив, меѓутоа можам да кажам дека и генералниот секретар и заменик председателот беа прилично спремни за соработка, меѓутоа и ние исто така бевме соработливи, бидејќи кога мониторирате некого, вие го мониторирате и тоа после накнадно го прикажувате на медиум, еве како на вашиот или на промоција. Меѓутоа ние ради добрата соработка која што воспоставивме, напишаниот материјал пред да го испечатеме, бидејќи ова е, морам пред се и да напоменам за гледачите, скратена верзија. Оригиналната верзија има 50 страни и ја има на веб страната на Центарот на заедницата на општина Струмица, каде што можат да отворат оние што се заинтересирани и да прочитаат. Тоа им го испративме повратно на комисијата да можат да видат што и како. И она што беше побитно за мене, ги поканивме на самата промоција на овој извештај на мониторингот, кој што направивме во Скопје, бидејќи сепак комисијата е регулаторно тело национално и убаво е тоа да биде во Скопје, онаму каде што се најприсутен, се сконцентрирани најголем број од националните институции и медиумите, пред се националните медиуми. Беше присутен и генералниот секретар, така да освен ние, освен јас, мојата колешка Даниела Тенева и Ружица Маткова Гогова, која што е проект менаџер, имавме своји излагања за проектот, беше присутна и генералниот секретар, и така да е многу убаво кога оној кога го мониторирате, имате можност и исто да му дадете шанса да даде свое мислење, дури и да му дадете на некој начин шанса тој вас да ве мониторира, што е реткост во Република Македонија. Интересно одат нештата во оваа емисија, во овој наш разговор. Тамам сакам да ве прашам нешто, а вие веќе ми одговарате на тоа прашање. Значи, моето следно прашање би било, имаше ли официјална презентација? Вие рековте да, се случи во Скопје. Како помина? Али би додала уште нешто на тоа? Да, како помина истата?
Имаше ли интерес за таа презентација? Јас да бидам искрена, кога го закажавме во инфоцентарот во Скопје на 23 овој месец беше промоцијата на извештајот на мониторингот и очекував дека тоа ќе бидат некои 20-30 луѓе кои што постојано следат настани, меѓутоа на моје изненадување имаше околу 100 луѓе, 100 присутни, имаше од цела Република Македонија, имаше новинари од сите телевизиски кои ќе беше проследен настанот, имаше иматели на информации, имаше државни институции, министерства и после нашето излагање и обраќањето на генералниот секретар имаше една многу добра дебата што допринесува за поголема промоција на самата комисија, незината работа и пристапноста до информациите од јавен карактер. Така. Добро, јас имав прилика да го прелистам, оваа публикација и повторно ќе кажам, ми одговоривте ли на прашањето кое сакам сега да ви го поставам, дека публикацијата забележив дека има своји заклучоци и препораки. Што опфаќаат тие, пред малку нешто начнавте околу тоа? Дали е тоа се? Не, кога реков заклучоци, мислев само на онлайн анкетата. Така. Самиот извештај завршува со заклучоци од кои дадовме неколку препораки, тоа ми е прашањето. Да, тоа е главно на овој извештај всушност. Во нашето истражување кое што беше обемно и траеше од јуни месец 2017 па заврши се до јануар овој месец 2018 година, дојдовме до неколку заклучоци во кои што заклучуваме дека КОМСПИ, самата комисија, така е називот, нема доволно законски надлежности со кои може да иницира прекршочни одредби на оние иматели на информации кои што ненавремено или воопшто не ги доставуваат бараните информации од јавен карактер. А додека има многу малку надлежности за прекршочни пријави за оние кои не доставуваат годишни извештаи, бидејќи имателите на информации обавезно доставуваат со закон годишни извештаи до комисијата. Иако досега имаше 5 измени на законот, сепак тие не се доволни за да ја подобрат имплементацијата на законот во секојдневието. Друга забелешка или заклучок ни е дека комисијата спроведува обуки на иматели, реков, на информации на службените лица. Меѓутоа, треба да спроведува и на одговорните лица. Направив паралела пред малку зошто, а на предлог на граѓанските организации, дури и на граѓанските организации. Меѓутоа, наша забелешка беше дека многу малку време има комисијата да се едуцира самата, како и секретаријатот, поради немање на доволно средства во нивниот буџет, бидејќи тие често аплицираат до меѓународните фондови, меѓутоа не често ги добиваат средствата, прават студиски посети, прават експертски мисии, меѓутоа за да бидат тие обучувачи и во текст со се она што се случува во светот, а законот има европско знаменце, значи и тие треба да се обучуваат. Во делот на административните капацитети, комисијата треба да има 5 члена, а има заменик председател и 1 член, значи фалат уште двајца. И едно од главните и болни прашања, да речем, на секретаријатот е тоа што нема информатичар, да ја редовно ажурира и одржува веб страната која што е всушност огледало на работата на комисијата и да се подобри присутноста на комисијата во медиумите. Како? Прашањето беше како да се подобри, тоа го поставивме и на фокус групите и затоа сега даваме повеќе препораки практично со нашиот документ. Измени на Законот за слободен пристап на информации од слободен карактер, кои што ќе овозможат поголеми ингеренции и надлежности на самата комисија во делот на прекршочните одредби, одржување на обуки и на службени и на одговорни лица, како и да се зголемат нивните обуки, реков за нивна надградба и подобрување на самиот закон и имплементација, да се комплетира составот на комисијата и составот на секретаријатот со редовно вработени и стручно вработени, кои што ќе одговорат на висината на нивните задачи и поголема медиумска застапеност. Кога мислев на поголема медиумска застапеност, рековме, ако организирате трибини или тоа,
дали некој ќе сака да дојде или не, тоа е многу дискутабилно. Меѓутоа, кога, сами знаете, луѓето што најмногу гледаат вести и турски серии. Кога ќе направите рекламни спотови и ќе ги ставите помеѓу вести или помеѓу две такви гледани, тогаш се гледани, на тој начин еден од можностите да се зголеми медиумската застапеност. Изработка на флаери, гостување во емисии, не само на пример на покана, туку и по нивно барање. Тоа се од неколкуте начини кои што ги предлагаме и една од препораките е да се скрати времето за добивање на бараната информација од јавен карактер до 10 дена. И да не се чека, се разбира, последниот ден, за да можат барателите да ги добијат информациите. Јас имам уште само едно прашање, госпоѓа Мазгаловска-Вучетич, предпоставувам, просто сум сигурен дека ова публикација, овој извештај во спроведениот мониторинг на работата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер не е нешто што ќе стои само во витрините или по рафтовите или во некои библиотеки, по канцелариите, по институциите, туку предпоставувам има свое значење овој труд. Кое би било значењето? Многу прашање, бидејќи пред нашиот труд да излезе на општина Струмица во Југоисточен регион имаше еден друг сличен труд. Мислам беше дека на Сдруженијето Новус, кој што направија повеќето беше акцентот кај нив на информациите од јавен карактер, значи на листата на изработка на листа на информација од јавен карактер. Тие го третираат тоа, а ние пак го третиравме точно ова, како работи комисијата, која е влијанието, колку граѓаните знаат за тоа, и тоа во извештајниот период од 2013 до 2016 година, и на некој начин со тоа што јас денеска сум гостин кај вас, можеби мојата колешка на некоја друга телевизија, со промоцијата, со самата анализа, со соработката со комисијата, придонесовме да дел од препораките кои што ги изработивме бидат вградени во нивната работа и да иницираме пред се промени на законот, кои што и морам да нагласам веќе се случија во декември месец и до 15 јануар траеше повикот за да може да се достават предлози во кои што ние активно земаме учество со овој труд и придонесуваме да се зголеми застапеноста или значењето на оваа комисија во секојдневниот живот, а со тоа го покажуваат и бројките кои што ние ги анализиравме, меѓутоа немаме доволно време за тоа да дискутираме. Освен како баратели, реков, најголем број се граѓанските организации, меѓутоа сега се јавуваат и физичките лица. Ова е многу широка тема на што се однесуваат барањата, како се движи сето тоа. Меѓутоа важно е и многу ви благодарам на поканата што имавме можност. Ние како Но важно е и тоа, господја Мазгаловска-Вучетич. Чувствувате ли потреба како автор на овој труд, ако веќе е констатирана состојбата таква каква што е во Република Македонија, вклучително и во општина Струмица, нели? Чувствувате ли потреба за година, две, три можеби да се направи нов мониторинг, нов извештај за да се направи споредба, дали нештата одат кон нагорна линија? Да, тоа во секој случај да, со тоа што сега би очекувала најпрво, бидејќи еден период бев дел од оние кои што ги донесуваат законите и имав можност како пратеник во Собранието на Република Македонија да учествувам во гласањето на извештаите на оваа комисија и дури амандмански да дебатираме и сето тоа. Сега не можам амандмански да помогнам во, меѓутоа затоа имаме други колеги пратеници преку кои можам да делувам за измени на законот. Би почекала да има одредени измени во законот, една, 2-3 години, како што рековте, имплементација и би било одлично да се направи уште еден мониторинг. Господја Мазгаловска-Вучетич, ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави на програмата на ТВ Канал Одвис. Благодарам и јас на вас. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое наследевте. Довидување до следниот четврток.